Вчера и денеска на насловната страна на во рубриката идеи можете да го прочитате блогот на Никола Спасов, кој се однесува за тоа како влијаат анкетите и истражувањата на јавното мислење врз гласачкото тело и какви манипулации можат политички да се прават со овие анкети. Никола Спасов е во студиото на Нова. Никола, моето прво прашање е како деновиве, дали се воопшто се прават анкети и дали анкетите кои сега би се правеле во една ваква прилично би рекол комплицирана констелација, дали би го одразиле вистинското расположение на гласачкото тело? Прво, анкети се прават постојано, ги прават политичките партии пред се во овој период. Помалку гледаме јавни анкети, оние што се национални анкети кои се објавуваат од медиумите, и тоа е она што е карактеристика на локалните избори, дека во тој период се прават во сите анкети во сите општини и тие анкети се пред се за правење на партиската програма, нели, избирање на најдобрите кандидати во функција на самата кампања, и тие не се објавуваат, и од таа причина секогаш кога има локални избори има помалку се прават многу анкети, меѓутоа тие не се објавуваат. Од друга страна, националните анкети и ги нема нешто посебно. Прво, можеме да говорам од наше име како агенција, како приватна агенција, ние сами по себе не спроведуваме анкети, како што тоа го прават некои од институтите, да речеме, кои се финансираат како невладини организации и преку други фондови, туку го правиме за потреба на клиенти, нарачатели кои во моментов немаат интерес, како што беше тоа до неодамна случај, да речеме до пред 6-7 месеци. Зошто е тоа така веќе останува да процениме сами, меѓутоа во овој момент очигледно дека интересот за национални анкети е намален и второ побарувачката, бар од она ја што го знам пред се од медиумите и другите организации кои може да имаат интерес за таа работа е исто така намален. Доколку се прави? Доколку се прави, дали ќе добиеме реален одраз на расположението на гласачкото? Значи, реален одраз во зависност ќе добиеме секако во зависност од тоа што не интересира. Ако зборувате, ако ги мериме актуелните политики и случувањата и така натаму, она што е одобрувањето на работата на власта, опозицијата, тие што се редовни прашања, секако дека ќе добиеме. Меѓутоа, ако зборуваме за дека ситуацијата малку е сега во политичката криза е различна и дека во услови кога не се знае во овие тензии, во една вака прилично конфликтна ситуација, дали се плашат значи стравот, тоа е и во кризата, но и претходно било проблеми, затоа ќе го објаснам на малку подолго попосле, меѓутоа она што сакав да го завршиме дека во овој случај испитувањето на најавното мислење, да речеме, за политички рейтинзи нема да дадем точни резултати, да речеме, на расположението, бидејќи дел од опозиционите гласачи во моментот се во исчекување за тоа што реално ќе се случува, ќе има ли избори, нема да избори, дали и така натаму. Така што во овој момент може да се добие една малку нереална слика за тоа што вистински се случува. Во однос на стравот, мислам дека тоа е и она што го спомнува во блогот на долго ми е објаснато. Во Македонија, па и во другите земји, не само во Македонија, постои една категорија на граѓани, група на граѓани кои се плашат да го изјаснат своето мислење за... Зошто? Значи, тие се анкетите се анонимни. Точно, анкетите се анонимни, ви им ветуваат анонимност, бидејќи луѓето не веруваат едноставно и се плашат, бидејќи едноставно се плашат од политичка репресија. Значи, дека може нивното, да пренесете нивниот став на некој од партиите. Да, дека нивното прво не знаат точно кој им се јавува, некојаш знаат, меѓутоа не се сигурни, без разлика колку и да се убедуваат луѓето, едноставно не сака да искажат својата политичка определба. Најголем дел од тие се пред се на оние кои сметаат дека тоа може да имаат некоја последица, односно гласачите на опозицијата. И во тие услови често добивате нерепрезентативни примероци, односно далеку подзастапени гласачи, на пример, на опозицијата, отколку оние што се на власта кои немаат што да кријат и од што да се плашат. И тоа не е новина, во принцип, во зависност од тоа кој е степенот демократијата во земјата се зголемува или се намалува тој страв. Во поразвиените демократски земји каде што слободата на говорот е далеку повисока и каде што има култура за кои работи, стравот е многу помал. Интересира, и тие пресметки се помали. На пример, од 10 на кои им се јавувате, колку ви одговараат не сакам? Значи, во принцип, во зависност од дали е кој метод. Ако е телефонска анкета, тогаш се случува, да речеме, за да направите 1000 испитаници, да завртите од 2 до 2.500 броеви, во зависност од периодот. Потоа зависи во кој период од денот им се јавувате. Не секогаш одбивањето се должи на стравот. Меѓутоа, многу често да.
Второ, не само што одбиваат, него и оние кои ќе прифатат, често се изјаснуваат како неопределени, всушност не се. Така што потребни се она што сега го правиме ние како агенции, што е тренд во светот е практично не мерење на рейтингот преку едно прашање, него преку низ индикатори и статистички операции правење на проекција на реалните рейтинзи. Ние ги проектираме, односно како реално е состојбата во електоратот, бидејќи она што вие го добивате директно во анкетата не е ни одблиску тоа што вистински се случува во јавното мислење. Да ве прашам, прилично реакции предизвика во јавноста анкетата на ИК. Да. Контроверзни реакции од некои кои се израдуваат, други кои велат не, тоа не е точно, и имаме една ситуација каде што јавноста е збунета. Што е? Што? Значи, јас не знам добро методологијата, ниту јас сме спроведувале анкета, така не можам со сигурност да говорам дали таму постои вид на грешка или не. Меѓутоа, од она ние што го можам да ги толкувам податоците како такви. Според анкетата на ИРИ, која беше објавена, значи тргнеме на страна методологијата, ако се преточеше во реални гласови и мандати и така натаму, испаѓаше дека актуелната власт ќе освои дури повеќе гласови него што освоила во 2008 година. Односно дека го практично за само една година или година и неколку месеци колку што беше од изборите до вакво, владеачката партија го качила сопственото членство за некои 120.000 гласа, а опозицијата изгубила 80.000 гласа, што е практично политички невозможно. Тоа треба да се преиспита, да се види дали тука станува збор за грешка. Дека очигледно, она што е очигледно е дека за премногу краток период се случила драстична промена во расположението на јавното мислење, за која они немаат детално објаснување по објавувањето на таа информација. Бидејќи ако се случило нешто такво, тогаш требаше да се објасни што е тоа и како дошло до тоа, кои параметри политички состојби во државата се промениле на подобро, што придонеле за такво нешто. Мислам дека она што фалеше во анкетата е реално објаснување што се случило од изборите, кога реално видовме кој бил соодносот на меѓу партиите, до моментот на нивната анкета за така да се промени јавното мислење. И тука мислам дека не се доби објаснување и остава простор да се размисли што се случило и да се изанализира дали има некоја грешка или не. Во западниве демократи, обично имаме пред изборите, оние кои ги следиме во поголемите држави кои се битни на меѓународната сцена, има анкети и често тие анкети практично се покажуваат како многу точни по завршувањето на изборите и пребројувањето на резултатите. Така што претпоставувам дека јавноста во тие анкети има доверба со оглед на искуството кое покажува дека да, тоа мерење на јавното мислење на крајот од денот завршува така како што било објавено. Што е проблемот што кај нас не може да се создаде, да речеме, институција во која имаме доверба, мерење на јавно мислење, во која ќе речеме да, добро, ова е тука вака се движат отприлика работите. Па видете, што е проблемот? Мислам треба да се разликуваат изворите од каде доаѓаат анкетите и институциите што ги спроведуваат. И вие имате неколку различни вида на институции кои спроведуваат анкети и кои ние ги гледаме во јавност. Прво има пред се партиски институти, било на опозицијата или на власта, кои тоа го прават за потребите на собствените партии. Логично и очекувано, иако во странството тоа не е така, меѓутоа кај нас тие анкети се во функција само на мотивирање на собственото членство, кои едните ги објавуваат резултати целосно во собствена корист, додека другите објавуваат резултати сосема спротивни на тие. Прво тука се ствара една конфликтност, дека тие анкети добиваат исто толку публицитет, колку анкетите спроведувани од пореномирани агенции кои работат за независни нарачатели кои немаат интерес тоа да го прават. Мислам дека напливот на информации на различни анкети со сосема различни податоци приведнесува до тоа да се ствара конфузија не само кај граѓаните, бидејќи тие на крај само ги примат, мислам ги рационализираат информациите, меѓутоа и кај стручната јавност која тоа го коментира. И најмногу штета од тоа трпат оние кои професионално го работат. Од друга страна, ако се направи една подетална анализа, сите анкети кои се објавени за потребите на медиуми, кои се објавени за потребите на некои организации кои од тоа немаат интерес да прават политичка манипулација, се отприлика приближно исто и мислам дека со тек на време ќе се едноставно ќе се издвојат оние партиски институти, партиски анкети од оние кои реално го спроведуваат јавното мислење и кои се покажале како точни. Јас гарантирам дека ако ги изанализирате потоците од нашата агенција и од неколку други институции наназад, ќе видите дека биле многу близку до изборните резултати. Да речеме во 2008 година ние отстапувавме со 0,5% од изборниот резултат, што е
и многу поблиску од што мислам дозволува анкетата. Претпоставам дека правите анкети кои не можете да ги објавите по разни нарачки, не нормално, не можам да ви да прашам кој ги нарачува бидејќи тоа деловна тајна, но можете ли да ми кажете како стои расположението сега во избирачкото тело? Прво што е овој период, ќе ви кажам искрено дека претежно работиме за локални се за ова или за она партија. Значи, што јас ќе ви кажам, дали е збунето гласачкото тело во овој момент е во исчекување и е збунето, е доста поларизирано, што било и порано, меѓутоа мислам дека сега е уште таа подела поголема, меѓутоа во истовремено заради политичката криза и состојбата во која се наоѓаме да не знаеме дали ќе има избори или нема да има избори, дали ќе има предвремени избори или нема да има. Мислам дека гласачкото тело во едно исчекување. И сега во овој момент вие немате јасни ставови во однос на тоа што дури ако се против немаат за кого да гласаат, бидејќи не знаат дали и во тој случај добивате висок процент на неопределени, висок процент на луѓе кои не одговараат на прашањата и така натаму. Така што мислам дека ова не е баш природна состојба во политиката во Македонија. И мислам дека штом ќе се реши оваа состојба, тогаш дури ќе може да се видат реалните последици од целото тоа, како се одразило и на партиите, како се одразило и општо во јавното мислење. За последно прашање, на твојот блог еден од текстовите е посветен на политичките манипулации, одnosno манипулацијата со гласачкото тело преку анкетите. Делумно одговори на ова прашање во претходно, но би сакал да те прашам колку може да се очекува во нареден период тој тип на манипулации? Па мислам дека може да се очекува, мислам дека во Македонија се створи таа пракса, односно уверување кај партиите дека со анкетите се влијае многу на јавното мислење. И јас како што објаснав на блогот, се влијае или реално? Значи има две типа на влијание. Еве ќе го објаснам тоа, мислам ќе пробам на брзина пошто сепак е подолго објаснувањето. Значи едно е директниот ефект на анкетите кои го имаат на јавното мислење. За директен го викам оној како гласачот колку на гласачот директно може да влијае информацијата која од партиите ќе победи на изборите за нејза да гласа. Тоа е тој бендвагон ефект познат кој практично кажува дека луѓето ако имаат информација дека одредена партија ќе победи или се створи слика дека одредена партија ќе победи, тие се накачуваат на таа поголемата група граѓани, односно имаат тенденција да гласат за победникот и за повеќето граѓани. Значи за оние што повеќето луѓе што одбрале таа опција, значи одат со масата, со групата. И така психолошки ефект, мислам тоа е веќе и психолошки докажано дека тоа е така. Колкав е тој процент, тоа варира. Во зависност од политичка култура, од ниво на определеност на луѓето, во зависност од нивото на изложеност на такви информации, колку често медиумите ја подигале сликата дека е веќе готова работата, генерирале победа за едната страна. Значи и тоа тешко се мери, има некои анализи. Во принцип, јас верувам дека кај нас во Македонија тој ефект е мал ради веќе високата поделеност на гласачкото тело и определеност. Меѓутоа индиректниот ефект е поголем. Кај индиректен ефект е она што го зборам, што го имаат тие засегнати страни, ефектот врз засегнатите страни во политиката, политичките стейкхолдери, значи од медиуми, бизнис подржувачи, бизнис елита, opinion makeri различни кои што да речеме влијаат, имаат допир до медиуми. Сите оние кои практично и додаваат вредност на информацијата од анкетата. Тоа е многу посилниот ефект, бидејќи вие знаете дека најчесто поддршка добиваат оние партии, оние кандидати за кои се верува дека ќе победат. Поголемите и финансиски средства, и поддржувачи, не само финансиски, него и што се вика логистички поддржувачи, одат на страната со победникот. Од тој аспект анкетите можат многу да влијаат. Значи, тој аспект можно е практично индиректно да го определат победникот во кампањата, потикнувајќи ги овие што се важни поддржувачи да одат на негова страна. Така што може ли очекуваме деновиве да се објават некои анкети, резултати од некои истражувања? Па не знам, јас ги претпоставам дека се интензивно се работи на тоа. Во овој период знам дека и ние и колегите интензивно работат на локалните избори. Значи се работеше барем до најавата за бојкотот. И мислам дека повеќе се уште се концентрира на тоа да дефинираат кандидатите, се уште не се сите кандидати објавени, да се завршат. И мислам дека кога веќе ќе почне изборна трка, тогаш може да се очекува и национални анкети, меѓутоа и анкети од локални општини кои ќе излезат во јавноста заради промоција на резултатите и така натаму. Во овој момент мислам дека се уште политичарите ја сондираат работата на терен. Никола, ти благодарам. Тоа беше Никола Спасов, повеќе за се ова што говореше. Кликајте на рубриката идеи, таму е неговиот блог.